Страшно. Добро, вака се случува е ќе ни одговорите, веројатно на двајцата, ако имате што да ни одговорите. Почитуван Миле, велите поднесовме интерпелација, вистина не мислам да се замарам со вакви глупости. Ако постанете малку од третиот ред да видите, ги снемало лидерија. Да го видите вашиот лидер и овој што беше тука министер за внатрешни работи, малку да постанете, образ треба да имате. Немој да зборувате за овој човек. Кои акции ги спроведе? Пајак? Пасоши? Кои акции ги спроведе вашиот министер? Ајде да ме прашам овака. Знаете ли за случајот Скај? Двајца полицајци со кривични пријави. Знаете ли за случајот Адитиви? 23 Васко Колбасо ќе обраните? Знаете ли за државна лотарија? 8 души приведени. Знаете ли за Ескорт? Знаете ли за Кипер? За Шипка? За Ланец? За Бункер? За разбиени терористички ќелии? Го знаете Чипсио? Го знаете. Не ви е срам да зборувате за запалени возила, ево Петар колегата е тук. Дајте бе, милеве, не претерујте. Одговорноста, која што треба да си ја сноси секој кој што направил кривично дело, ќе си ја сноси. Меѓутоа, она што се разликува сега, во однос на она што беше претходно, додека бевте на власт, е брзата реакција од страна на сите органи. Нема наш, ваш. Вие постојано кажувате, не знам, измислувате некакви работи, селективна правда, и тоа е факт дека е неправда. Меѓутоа, ајде да не се повторуваме. Имаме актуелен министер, имаме актуелен градоначалник, имаме началници на ОВР, на СВР кои што се под истрага. Така да, многу лесно некако, со многу голема, еве го почитуваниот доскорешен министер, кој што реагираше за сите оние случаи предходно и со пасошите, и со пајаците и така натаму. И сега, ако ставите на кантар, немојте. Ајде, уште една работа која што предпоставувам дека беше и грешка, јавен совир. Знаете што е јавен совир? Пивофест, тоа што се случи у Прилеп, тоа е јавен совир. Јавен совир е питијада у Велес. Јавен совир е културно-уметничко друштво кога настапува на јавна површина. Јавен совир не може да биде настан во дискотека или на приватен имот. Значи, малку мешате баби и жаби. Оние кои што се организатори во дискотеката, тие имаат обврска да пријават. Додека пак, ако имаме јавен совир, и без да се пријави тогаш МВР треба да си обезбеди она што е негова одговорност. Така ве молам, малку намалете со доживљај.